Добар ден на сите. Главен приоритет на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија се граѓаните и нивната благосостојба. Во овие услови на глобална пандемија на коронавирусот и борбата со опасниот и непредвидлив непријател, ве уверувам дека ќе одржиме безбедна кампања и 100% безбедно гласање на 15 јули. Нашата кампања ќе биде без митинзи. Големите собири и сите потенцијално ризични настани ќе бидат заменети со нови, алтернативни начини на кампања. До граѓаните ќе се обраќаме на два начини. Со онлайн дигитални активности и тоа, со видео и графички пораки преку социјалните медиуми, пренос на видеоконференции преку интернет, гостување во медиумите, спотови и веб-банери. Другата група активности се офлайн и опфаќаат билборди, печатни програми и летоци, информативни штандови, пресконференции, како и средби со граѓаните, со ограничена публика од 50 граѓани во отворен простор и 30 во затворен простор. Сите настани ќе се одвиваат со строго почитување на протоколите за организација на јавни настани. Протоколите кои целосно ќе ги почитуваме, предвидуваат: сите присутни на јавен настан или состанок мора да носат заштитна маска. Сите присутни мора редовно да ги мијат рацете или да вршат дезинфекција која ќе обезбеди организаторот. Сите присутни мора да одржуваат растојание од 2 метри. Забрането е групирање. Бројот на присутни на јавни настани и средби ќе биде со строга контрола, со најмногу 50 лица на јавна локација и 30 во затворен простор со задолжителна физичка дистанца. Околу локацијата на секој јавен настан ќе бидат поставени COVID-19 заштитни станици, пултови на кои ќе има средства за дезинфекција и маски. На јавните настани е забрането внесување на храна и на пијалоци. Подготовката на настаните ќе се одвива онлайн за да се избегне непотребно физичко групирање. Повторно кажувам, заради заштита на населението од коронавирус, СДСМ ќе води кампања без настани на отворено со повеќе од 50 граѓани во публика, без настани на затворено со повеќе од 30 граѓани во публика, без митинзи, без активности од врата до врата. Ги повикувам сите учесници на парламентарните избори да ги прифатат протоколите за заштита на здравието. А ВМРО ДПМН итно да престане со опасните предизборни активности, со организирање средби на кои не се почитуваат мерките и се загрозува здравието на граѓаните. ВМРО ДПМН организирал партиски собир во Ново Лисиче спротивно на сите мерки и препораки за заштита. А Христијан Мицковски одеше во теретана кога спортските објекти беа затворени, седеше во затворен простор во кафана кога тоа беше забрането. Апелирам до граѓаните да не го следат лошиот пример на ВМРО ДПМН. Почитувани, ве повикувам сите да бидеме дел од решението со коронавирусот и дисциплинирано и одговорно да ги почитуваме мерките за заштита. Чувајте го здравието и на 15 јули ќе победиме и ќе ја пребродиме оваа криза заедно, единствени и сплотени. Затоа што знаеме како, затоа што можеме. Ви благодарам.